Првично, мојот татко почнува со производство на вино, па негде сигурно околу пред 30 години, така нешто. Вино за домашни потреби, мали количини, некои си 150 до 300 литра, од прилика. Произведува за почеток картошија, значи исклучува само црвено вино, со висок интензитет, јаки ароми, јаки бои, јаки вкусови, сето тоа. Кај пријателите, кај роднините, добро прифанато. И веќе 2005 година се решаваме на Чекор да се оформи винарија. Седнати се тато со одредена група пријатели, кај еден во кафанат седнати. Размислуват, филозофират околу виното, идат до идејата дека виното уствари ги тера на љубов, ги потикнува на љубов. На крајот излева името Ерос, грчкиот бог на љубовта, нели? И сите заедно креват рака дека уствари винаријата треба да се вика Ерос. Секоја регистрирана винарија бараше и агроном, присуство на агроном. Затоа и запишав на земјоделски факултет во Скопје. Работа не ја сакав на почеткот, не ја сакав ни лозарство, ни земјоделие, ни ништо. Стекна време почнав поактивно и која реколта беше точно, не знам сега, да не навлеваме во тоа. Направив првата темјаника. Тоа беше најдоброто вино тогаш што сум го направил, значи тоа беше почетокот, тука уствари сванав колку може да се експериментира со виното. Нека сум бил околу 25-26. Стванав уствари филозофијата на виното. Различна температура од исто грозде може да добиеме различни стилови на вино. Значи тоа беше прва работа што осознав и стварно беше Чекор напред. Тука веќе влегов во некоја си нова врата, тоа ми даде нов правец комплетно. Претходно, нели, како што спомнав, не гледав интерес у земјоделие никако, стварно не гледав, не се гледав, дека некогаш би работел земјоделие, лозарство исклучиво не. На време се смени тоа. Као сознав дека сами кога ќе се произведеме суровините, дека може да достигнеме посериозен квалитет, далеко посериозен квалитет, значи конкурентен, така да не е проблем. Се одлучив само тоа да го работам и пак имам доволно време за се. Моделарство, од млад сум внесен у моделарство. Почнав, не знам, сигурно од второ, трето оделение, тоа колку години би дошло, 8-9 години некаде. Со изработка на авиони, макети, авиони, бродови, автомобили, некои така нешто. Па правиме и ракети, значи со другари, така мали ракети. Имаме и успешни обиди да ги полетаме. Веќе 4 години, 4 се завршени, да, ова ќе биде 5-та година кај што практикуваме ноќна берба, да се собираме роднини, пријатели сите, собираме заедно, си правиме некој си така мал фестивал, баш тука на оваа лозија. Поентата е да се избегнат високите температури, тука процесот на размен на материи помеѓу лозата и самото грозје запира навечер, значи мирува лозата, спие тогаш, одмара. Пресретнуем у тој момент. Е пресудно на некој начин, тоа е пресудно за квалитетот на виното. Не го менјам за ништо сега. Моментално ми е стварно сатисфакција. Експериментираме цело време, тоа е интересниот дел, значи тоа е добриот дел. Експериментираме цело време, моментално имаме 10 типови на вино. Цела палета е застапена во винаријата. Само во винаријата, во село Марена, во Кавадарци, да.